Во ова издание, Бајден наспроти Трамп, различни начини на кои актуелниот и поранешниот председател и пристапуваат на корона кризата. Сомнежи за вакцината на AstraZeneca. СЗУ верува дека е безбедна и ефикасна. Загриженост за прецизноста на пописните резултати во Њујорк и други поголеми градови. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Повеќе европски земји ја запре употребата на вакцината на AstraZeneca поради загриженост дека може би предизвикува згручување на крвта. Од друга страна, Светската здравствена организација уверува, вакцината е безбедна и ефикасна. Франција, Германија и Италија се приклучија на неколку други земји членки на Европската Унија и го запреа користењето на вакцината на AstraZeneca. Денешната одлука е чисто мерка на предпазливост. Ова следи откако Норвешка соопшти дека еден човек починал од излив во мозокот, а други тројца се хоспитализирани поради згручување на крвта, кусо откако ја примиле вакцината. За сега не може да зборуваме дали овие случаи се поврзани со вакцината, но поради сериозноста на случаите правиме детална истрага. И други земји надвор од Европа, како Конго и Индонезија, ги запреа вакцините со AstraZeneca. Светската здравствена организација вели дека нема доказ оти вакцината предизвикува згручување на крвта и апелираше земјите да продолжат да ја користат. Од 330 милиони дози вакцини кои се дадени, немаме сознание за ниту еден потврден поврзан смртен случај. Имаше смртни случаи по примањето на вакцината, но луѓе умираат секој ден од разни болести. Од 17 милиони луѓе кои во Европа ја примија вакцината, помалку од 40 развиле згручување на крвта, велат од AstraZeneca. Оваа вакцина е клучна за програмите за имунизација во многу земји. Таа е релативно ефтина и не треба да се чува на екстремно ниски температури. И здравствените работници во Нигер почнаа да ја примаат. Не веруваме дека информациите за вакцината на AstraZeneca се причина да забавиме со процесот на имунизација. Научниците стравуваат дека запирањето со вакцинацијата ќе ја намали глобалната доверба во имунизацијата. Секако дека мора да биде истражено. Мислам дека главната загриженост е што знаеме дека секое одложување на имунизацијата ќе доведе до повеќе сериозни случаи и смртни исходи, особено во време кога болеста е честа, инфекциите се зголемуваат во повеќето европски земји. Истрагата за наводните несакани ефекти може да има и други последици, вели професорот. Кога ќе почнете да се грижите за одредени несакани ефекти, тогаш многу луѓе ќе пријавуваат таков ефект. Може да се создаде лажно чувство на епидемија. Вакцината на AstraZeneca, што туку беше официјално одобрена во Бразил, една од најтешко погодените земји, се уште не е одобрена во Соединетите држави. Председателот Џо Бајден патува низ земјата за да го промовира пакетот помош од 1,9 трилиони долари и да им помогне на американците да се вратат во нормала. Не само во секојдневниот живот, туку и на начинот на кој што гледаат на председателската функција. Следува анализа за различните начини на кои што Бајден и Трамп гледаат на пандемијата. Како што државата се обидува да се врати во нормала, председателот Џо Бајден патува низ повеќе градови за да го промовира пакетот помош од 1,9 трилиони долари, кој предвиде директни чекови за американците. Фокусирајќи се на коронавирусот за време на првите 2 месеца на функцијата, Бајден сака да ја врати традиционалната улога на председателот по неконвенционалните и често бурни години за време на Доналд Трамп. Треба да запаметиме дека владата не е некоја странска сила во далечен град. Тоа сме сите ние, луѓето. Одбележувајќи една година од пандемијата, Бајден изрази сочувство и надеж, во време кога американците жалат за загубата на повеќе од 530.000 животи и неговата администрација се доближува до 100 милиони вакцинирани за само 60 дена. Поранешни председатели го направиле истото. Говорот на Џорџ Буш по терористичките напади на 11 септември и обраќањето низ солзи на Барак Обама по масакар во училиште
ги освоија емоциите во државата. These kinds of rituals are meant to do is Целта на ваквите потези е луѓето да им се даде смисла за настаните што се случиле, како на нив гледаме како држава и како заеднички да ги надминеме. 65% од американците одобруваат како Бајден се справува со пандемијата, делумно и поради тоа што, за разлика од неговиот претходник, тој не ја поценува кризата. Вирусот нема да може да не победи. Ниту една држава не е подготвена повеќе, ниту пак е посилна од САД. there was so much effort. Имаше големи напори за префрлање на вината за она што се случуваше со ковид, за да не се одрази негативно врз Трамп. Бајден се движи во комплетно друг правец, обидувајќи се умешно да ги насочи федералните ресурси, истовремено користи смирувачки тон во обраќањето до нацијата. Но Бајден се соочува со големи предизвици. Ниту еден републиканец во Конгресот не го поддржа неговиот пакет помош. Ова е класичен пример за претерување на голема влада на демократите, именувано како помош за ковид. Иако Бајден вели дека сака да ја обедини државата, само 48% од американците веруваат дека може да го направи тоа. Двопартиската соработка веројатно ќе остане невозможна. I think he genuinely wants to. Мислам дека искрено сака тоа да го постигне. Бајден верува дека има бројни републикански сенатори кои се уморни од ситуацијата, но за сега нема докази за искрена желба за компромис. Повеќе анкети покажуваат дека републиканските гласачи продолжуваат да веруваат во лажниот наратив дека изборите се украдени, што представува уште една препрека која државата треба да ја надмине. Пописот 2020 се одржа во Њујорк во првите месеци од пандемијата. Резултатите се изненадувачки, а за дел од експертите постои сумнеж за нивната прецизност. Некои експерти се загрижени дека резултатите од пописот во Њујорк во 2020 може да бидат неточни. Тоа е поради фактот што многу од побогатите жители го напуштија градот за да го избегнат коронавирусот и се префрлија во нивните викенд куки. Многумина не учествува во пописот дури ни онлайн. Прашањето е дали се пријавиле како жители во домот каде минуваат поголем дел од времето или во домот каде престојуваат привремено и дали воопшто се пријавиле. Поради пандемијата, многу жители од Њујорк не им ги отворија вратите на попишувачите минатото лето. Мелва Милер е извршна директорка на Асоциацијата за подобар Њујорк. Таа работела за едуцирање луѓе за пописот, организирала ад-хок собири на Таймс Сквер за да ја крене свеста за важноста од пописот. Тоа го правиме зашто знаеме како се распределуваат федералните пари. Конгресната застапеност зависи од бројот на жителите, а таа носи пари, моќ и економска стабилност за нашите заедници. Секогаш може да се повикаме на цифрите од пописот. Њујорк и натаму има најголема стапка на учество споредено со другите поголеми градови, 61%. Но за да имате целосна демографска слика за популацијата во Њујорк, експертите велат 61% не е доволно. Многу граѓани не веруваат на владата, не сакаат да споделуваат информации, значи има степен на недоверба. Обидот на Трамп да го вметне прашањето за државјанството отуги милиони луѓе од федералната влада. Прашањето за државјанството никогаш не беше додадено на прашалникот, но некои експерти велат дека контроверзата создава неспремност кај одредени граѓани за учество во пописот. Ако го земеме предвид големиот број граѓани родени во странство и комплицираната историја на многумина со владата, јасно е зошто може да биде тешко да се добие точна слика за тоа кој се живее тука. Згора на тоа, местата кои што се историски недоволно преброени, се истите што не се соодветно застапени во пописите и се истите места кои што беа најтешко погодени од пандемијата. Практичниот резултат е што државата Њујорк може да има преброено малку жители, а тоа може да има влијание на двете места во представничкиот дом. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете на повтор на јутре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон!